Стадион. Емисија за вашата вистина. Ноќ пред четврток, кога требаше се одржи седницата, јас размислував, првичниот став ми беше да одам во собрание, да учествувам и на крај да побарам процедурално и пред гласање да се изјаснам дека од кои причини. Ама ќе тече седницата, така? Да. Една работа е дека можеше да тече седницата. Деловникот не го знамаш. Според деловникот треба да има 61 за да може да се отвори, да се усвои дневниот ред и да продолжи седницата. Во тој случај за интерпелација може да трае до 12 навечер, што значи дека до 12 може да дојде ситуација да имавме дискусии, дебати, расправи, да, жестоко. И тоа мнозинството не може да учествува, ќе беа само опозицијата, но ефектот кај граѓаните кои и така се поделени, имајќи во предвид од искуството сегашно на дека при секоја дебата и дискусија едни исти работи се дебатираат од опозицијата кои крева тензии и така натаму, не се здрави ни за. Вие ако влезевте на седница ќе мораше таа расправа до полнок да се одржи. Можеше да се отвори, и ако имаше информација дека можеби ќе одржи и кратко, но од другата страна, доколку јас се изјаснев, ќе може тогаш да се побара пауза пред гласање. Тогаш ще бев јас подложен на притисоци, на молење, па и по жестотки притисоци, за да ја поддржам иницијативата. Ме разбирате, ќе бев експониран и стварно 1:60 не ќе ми беше лесно. Од друга страна, имајќи во предвид случувањето од 27 април, но и некои тензични ситуации кои сме ги имали во овој состав, се уште не сме во тоа ниво на демократија кога се прифаќа мислењето по убедување или правото на мислење различно. Проценив дека така ќе биде најдобро, како што постапив, иако знам дека имаше ефекти во јавноста, но и во блиските роднини и пријатели со загриженост нивна заради мојата безбедност или каде се наоѓам. Јас јавив наутро, само пуштив SMS пораки на ќерка ми која живее надвор од земјата и на сестра ми исто така што е во Америка, дека ќе бидеме добри, ќе бидеме недостапни, но дури тие поради целата атмосфера помислија дека би се случило. Да. Така да ја се извинувам на сите граѓани кои биле загрижени за нашата безбедност и заради сите околности. Вчера лично му се извинив на координаторот на ВМРО ДПМН Никола Ницевски. А во Мадрите сега да имаат? Бидејќи он мораше со скафандер да биде неколку часа и стварно ние колеги не падна жал уште тој ден, но тоа е така требаше да се случи и така проценив дека ќе биде најдобро за да постигнам тоа што го имам као убедување, за да не падне ова влада, да не се враќаме назад, да не одиме опцијата да дојдете во парламент и да одржите само конференција за медиумите и да се повлечете? Па и тоа, го зборувавме, но вие после ќе дадете конференција, ќе одите с наслуш нева, после пак бркотници, чекај каде и така натаму. Имаше многу голема желба од партии кои се во опозиција, кои се видео себе си дека веќе се враќаат на власт и тоа беше стварно разбирливо од нивна страна, но кажам, нема да се прифатеше толку лесно и немаше гаранција дека немаше барем да се да трпам навреди така натаму, да не зборуваме физички. За ова, дали се консултиравте или молчевте колку дена со Беса? Претходно бевте заедно со нив, со Касами, со Зендели. Да, видете, не се консултирав, осем што од време на време, значи во нашите консултации што ги имавме. Или се консултиравте со ДУИ, со СДСМ. Да, не, работата е што ние 2 дена пред собирањето на подписите, ставот на Беса и на сите наши консултативни состаноци беше дека продолжуваме со во оваа влада, значи дека не треба да се формира ново мнозинство без избори. Дали да се подпишат на списокот? Да, вие знаете дека генералниот секретар на неколку наврати дал изјави јавни и по координацијите на партнерите на коалицијата во влада дека продолжува мнозинство стабилно и дека легитимитетот на мнозинството, парламентарно мнозинство се црпи од парламентарни избори, што значи од минатите избори.
Значи, на 2 дена пред собирањето на подписите, ние имавме консултативна средба, во која колегите, таму не учествуваше само колегата Фадил Зендели, кој дошол неколку часа пред тоа да сетнал тет-а-тет со председателот на партијата Касами, и му го известил дека нема да прифати да гласа за било која влада во која е СДСМ натре во неа. Поради негови причини за резултатот во Гостива и така натаму, за пристапот на СДСМ во локалните избори. И ние таа вечер, значи, дискутиравме, дебатиравме како да... Што е првата иницијална каписла, ако може да се каже? Значи, на некој начин сега испаѓа дека се две работи. Една работа е дека има промена нагло, значи преку ноќ, на ставот од една позиција, од една страна се префрлуваме во друга, иако има околности кои може да ги дебатираме, значи, што нели прашањето е зашто сум потпишал ако сум ги имал. Да, ќе збориме за тоа, да. Но или тоа, или на некој начин, знаејќи дека господин Зендели нема да попушти, па сега, што тоа не ми е логично и неоправдано, дека се смени ставот, ај сега да смениме страна, бидејќи да не се брукаме на некој начин, да биде да не биде компактни. поделени, да, компактни. И така да, затоа немав прилика за да дебатирам, пошто не беше ова опција. Во моментот кога ќе се подпиша, значи сме имали консултации 2 пати. На тие консултации вие јасно се изјасните дека не сте за... На 2 пати јас го спомнував, значи прашував и генерален секретар кој беше ја водеше, нели, го водеше овој проект, повеќе беше поисторен играч и дури на некој начин како да ја водеше целата ова операција. И на 2 пати го прашував, на неколку пати, дали е во комуникација со американската амбасада, со другите дипломатски представништва, со кои секоја сме се консултирали, кога сме земале големи одлуки како партија. За стратешки, да. Да. И видов дека он ми кажуваше дека немал контакти во последно време, што на мене беше чудно, дури на некој начин како да беше он изиритиран од тоа што зашто се дозволи желено да се повтори гласањето и на некој начин нема потреба да комуницираме веќе, пошто требаше да се превенира и тоа, што за мене беше чудно. Јас бев Што е толку желено битно таму е символика, формирани сте таму. таму? Желено беше општина, првата општина што БСА ја доби на локални избори минатите. И сега требаше, нели, да го некој извор, да. Да го потврдиме тоа. Председателот на партијата, организационен секретар доаѓаат од општина Желино таму од селата. И на некој начин символиката на повторување на избори заради тоа што некој гласач кој свесно гласал со невладечка лична карта и после со изјава потврдува дека он гласал со невладечка, иако знаеме дека во избирачкиот список не може да бидеш ако немаш валиден документ, што значи дека може би гласал со пасош. Ние немаме видео материјал од избирачкото место. И целата ова ситуација, значи, демонстрирање на сила на некој начин од страна на ДУИ, дека еве може да ги поништи таму кај што му е потребно, но и овие работи се надминават во текот на процесот и што беа влијае и кај мене за промена на одлуката, пошто имаве нови околности. Мене ми беше чудно што кога овие две околности, значи клучни, се сменија, никој од нашите колеги не најде за содно да размислуваме, да дебатираме што правиме сега, дали треба да видиме уште еднаш дали треба да стоиме заради подписите или не, што мене ме носи до заклучок дека има некоја, значи има на некој начин има некој договор за првиот круг со условување дека по никоја цена БЕСА не смее да продолжи со ова мнозинство, туку треба да работи интензивно на нарушање на ова влада, и тоа се надоврзува со моментот дека после гласањето, неуспешно гласање, продолжија со став дека БЕСА треба да биде надвор од владата, а тоа уште повеќе дискутабилно, пошто е без одлука на партиите, на органите на партијата. Значи, до овој момент не сме имале одлука ни за формирање ново мнозинство, ни за излегување од влада. Сите овие работи биле врз основа на консултации на високи функционирања на партијата. Нешто меѓу нив. Тие немат правно дејство за да се почитува. Дури сум исклучен наводно од партија за напочитување на партијска одлука која не постои.
Така да има многу прашалници. Велите меѓу двата круга, значи вториот круг, може би ВМРО да помогнале повеќе за победата на Касами. И тука се прекрашиле работите. Макар што може некој да каже и СДС, ама гласале доста за како се проверуваат тие работи за Касами. Како сега да заклучам? Ако не победеше Касами, вие ќе си останете сигурно во владата. Сега победата на Касами го менува. Видете, легитимно е да се бара... Инаку Хожа, например, последните месеци од министрувањето имаше доста интензивна работа и мислам дека имаше позитивен впечаток во Министерството за земјоделие, па дури тоа што бил објективен во тетовскиот крај, при давањето на субвенции, при помошта на земјоделците, имало позитивен одглас и на изборите и на победата на Касами. Така имам слушано. Значи, легитимно е да се побара подршка во вториот круг, нели, помеѓу партиите, пошто така функционира тука кај нас, нас идеме важна победата, крај на целата. Така е, да. И јас дури тоа го стимулирав и кажав, значи, ако математички се гледа, што се избора... Дори вие сте биле за коалиција со ВМРО за изборите. Значи, ако се гледа математички, во една изјава и реторичко прашање поставив, пошто ми бев прашан дали им е многу битно Тетово, од друга страна дали ова може да ја сруши владата, пошто и Дуи заинтересиран за Тетово, што значи ако Дуи има поголем број на гласови во Скопје, ќе треба за градоначалникот Легов комплицирано. Значи ќе мора СДС на некој начин да биде на страна на Дуи. Ја реков, има принципи, ние бевме предизборни партнери, имавме договор за предизборна коалиција со... И на парламентот заедно учествувате. Да, значи, као први партнери, после... Вашето партнерство е подсврсто и посилно. Да, и Дуи, тогаш треба, значи, треба неутралност. Но доколку е... Најмалку. Да, најмалку неутралност. Доколку имаше јавно неутрално, значи, јавен изнавера, имаше од прв круг истакнат кандидат во Тетово, немаше во Чајри, кај што јас бев кандидат, и сега ние знаеме кој како, нели, дали некои кругови за кого работеле, но во секој случај, ако е до бројките реков, тогаш ние, зашто да не ги земеме гласовите на ВМРО, победуваме сигурно во Тетово, пошто имаше, нели, одреден број на гласови, дури и да се размисли за формирање на ново мнозинство. Јас сум го кажал тоа после првиот круг, и дури се тоа се интерпретира дека поради мојата идеја тие влегле Тој што беше за коалиција со ВМРО да помане, после тоа значи ја реков зашто ја предаде таа идеја. Зашто не би, инаку јас не дека сум бил или дека сум работел во моментот на оставката на господинот Заев, што за мене не беше оправдана, пошто локалните избори со парламентарите не треба да се надоврзуваат како да се референдум. Вие гледате на Косово сега, партијата на Курти не освириш си ништо. Да, и никој не претходно растори. Никој не размислува, а прето, значи, ко референдум, значи, имаше поддршка, така да ние тука на некој начин направивме грешка, дека влеговме во таа игра и се уште трпиме последици. И тоа беше како тригер што ги започна овие процеси за размислување на формирање нови мнозинства, имаше неизвестност на функционирање на коалицијата и затоа почнаа тие движења, но динамиката на движењето и моментите да некои детали кои може да ги зборуваме, на нетранспарентност и на нејасно функционирање на можна соработка идна, беше тригер и кај мене да се на некој начин да почнам да се посомневате дека може би нешто зад кулиста се. Да. Прво после локалните избори има средба на партнерите на коалицијата и од ретките што дава изјава е генералниот секретар на БЕСА Аринат Хоџа кој вели мнозинството е стабилно, продолжува ова влада и ново мнозинството се формираат во основа на парламентарни избори, што значи од ланските, значи ова влада добила легитимитет. После тоа имаме консултација во партијата, кај што највисокото раководство, потенцирам консултација, не состанок со одлуки, и тие консултации се вршат ден пред средба на Касами со Заев, и се повторува ставот дека продолжуваме во мнозинство и не се спомнува воопшто формирање ново мнозинство, а да не зборуваме за да бидеш иницијатор.
уште еднаш повторувам, еден колега пратеник не е присутен таму, кој претhodно се изјасни дека нема да сака да продолжиме со ова мнозинство. Утре ден да се случува состанокот Касами Заев, кај што премиерот Заев му ги кажува некои опции, имиња, размислувања кои би биле наследник за мандатар. И во тој ден, значи, ние треба да имаме дебрифинг, тоа не се слушува од господин Касами, и утре дента треба... Касами не ви информираше за следбата со Заев? Па немаше она, по овој формат како што треба да има, значи, обично после секои вакви протести седнуваше со подписателите, секретарите и ни кажуваше како. И не, тој ден нема, пошто во петок ќе треба да имаме состанок во Скопје, за да не информира, и истовремено претплатно требаше да го убедуваме колегата Зендели дека треба да продолжиме, да не се двои од целата група. И тој ден, тој петок, доаѓа на место да биде убеден господинот Зендели да се собереме ние за тоа што до тој момент и сите изјави што беа дадени и во дебатни емисии, интервјуа на генералниот секретар, шеф на штаб, дека БЕСА продолжува, ова мнозинство е стабилно, доаѓаат во седиштето на БЕСА и кажуваат дека ќе дојдат да соберат, да се дадат потписи. Значи јас за давање потписи дознав половина час пред да дојде господин Николовски на вашето седиште. Не е коректно висок функционер да не биде консултиран дали треба, дали не треба и така натаму. Значи бев поставен пред свршен чин од коректност да не се брукам пред господинот Николовски, јас и мојата партија дека еве на некој начин некој ја се решил за оваа иницијатива без да ја консултира другите, го ставам подписот и во тој момент почнуваат наши контакти, консултации, јавувања. Знаете зашто го ставате подписот? Затоа што изјавите дека немало наслов, не се знаело зашто. Немаше 4 листа, се спомна, дури господин Поце почна да спомнува дека тие имат 4 опции, ја изреагирав близко до секретарот Ходжа, да му кажам дека ова не го спомна он како опција, и во секој случај го објаснив тоа дека подписите беа дадени со тоа што размислува дека ќе треба консултации. Во тоа време Заев беше во оставка, Желино беше за пригласување и овие беа два клучни моменти како тригер Желино, од другата страна моментот дека нејасна иднина на континуитет на владата, знаејќи дека немаше лице кое можеше во тој момент да ја води владата и да обнови позициите кои беа со многу мака градени при формирање на владата ланската година, да. Во меѓувреме, значи, еве ќе надоврзам тука, праша еден од вашиот слушатели, сум спомнал во некоја емисија дека имав нели контакти, јавувања од господинот Спасовски, Маричич, со господин Димитров. Нормално ние имаме редовна комуникација како коалициони партнери, со Димитров сум били на иста листа и сме разговарале за како, што се плановите, дискусија и со меѓународната заедница. Главната дискусија беше зашто Заев поднесе оставка. Не се согласувам дека локалните избори треба да бидат мерило за паѓање на влада. Ви спомнав, Косово е најсвеж пример. Руте беше тука. Никогаш не победил на локални избори, премиер колку мандата. Меркел, партијата, колку пати изгубила на локални избори. Локалните прашања не се референдум за... Иако тука не се криви само позицијата кој го најде ова како тригер, туку самиот господин Заев со кажувањето дека ако изгуби Скопје дека ќе се повлече, го потикна ова. Како услов, да. Да. И изборуваме нон-стоп и од високи пенсионери, но и меѓународна заедница. Зашто дали може да го убедите да не поднесе оставка во овој момент? Значи, многу е битно континуитетот, сме пред важни процеси, пред самито за земање на датум, пред важни реформи, само што сме почнале една година и нешто како влада и мора да го реализираме до максимум програмот. Во меѓувреме ја одложува оставката. Не, многу е битен моментот кога се дадува подписите, се кажа дека утре дента ќе се соберат, се состанат лидерите на партиите, за да се договорат за кабинет и така натаму. Наместо тоа, навечер, јас гледам слика на Фейсбук дека се сликал таму со Николовски. Вие за таа следба не знаете?
Не знаем за таа средба и никој не беше овластен и мандант за да може да пресече, за да таму да објава дека имаме ново мнозинство 61 со левица. Не Но вие беше со Хоџа- цело време не беше кажано дека левица нема да биде дел од овој процес, бидејќи тука се и други партии. Ама како вие сте знаеле, сте се подпишале, не. веднаш до вашето име стои името на Пасиев. Јас не дека не знаев дека Пасиев во список, но беше кажано дека овие 61 подписи ќе бидат, нема да бидат објавени денеска, туку утре ден да ќе бидат покажани на некои други пратеници од други политички партии од мнозинството, кои изразиле спремност да се приклучат. А имало и други за да се Да, зголеми. и со тоа, значи, се анулира Пасиев. левица ќе се елиминира, ме разбирате? И сега, на место тоа е случај утре ден, да ние гледаме објава со слика дека имаме ново мнозинство. Вие комунициравте ли, контактиравте ли со Хоџа? Значи, јас, видите, после... Или тој ревалитет може би е причина што вие вака сте изреагирале? Порано, секојаш бевте близок, ептен близок со Касами, рекли што му бевте десна рак. Сега тој примат го зема Хоџа, да не е тука суета во прашај. Не е работата до приматот и до суетата, туку работата што господин Хоџа влезе во ефоријата на изборниот резултат као шеф на штаб за во Тетово, иако тој требаше да се ангажира и во Чаир, пошто базата му е тука. Значи, ако јас сум добил лош резултат во Чаир и тој го добил, значи не може да се Одговорноста, амнестира, да. И на некој начин почна да се да делува дека он, значи, како лидер и да решава на своја рака, не давајќи право да ние изразиме позиција во стилот па сега ти немаш кредибилитет пошто си добил 1000 гласови, иако и тоа е спорно тој процес како дојде во целата ситуација. Значи, во таа еуфорија, на неколку наврати јас, помеѓу два изборни круга, сум барал со Касами состанок индивидуален, тет-а-тет, како што сме имале пред локалните, и самиот Хоџа му кажувал дека нема што се седнуваш индивидуално, само груп. И тука видов дека или е човекот, значи, е влезен во на некој начин во еуфорија и се осеќа лидер, или па он има некои информации со кои не те може да ги сподели со нас. Видете, господинот Николовски, јас не му замерам на него, но работата што он мисли дека комуникацијата со Хоџа и се што му кажал Хоџа, дека тоа е став на беса. Не може да биде став на беса доколку ние заеднички не седнеме и не решаваме. Значи, Заев се повлекува од во моментот кога ја видовме сликата, во тој момент почна да ми се јавуваат и нашите пријатели од Диконски презентација, што правите, што е ова, зашто јас немав многу значи, информација да кажувам, но во тој момент кажував дека и така веќе не се разбира и можеби вреди да се пробе некоја друга комбинација, но кога се врати Желино, кога се одложи оставката, тука требаше ние да седнеме како партија да комуницираме. На неколку наврати јас помеѓу редови сум им кажувал на моите колеги, но видов дека нема спремност. Што се однесува до формата, пошто видите, најбитно ова и за Николовски и за сите слушатели и граѓани на Република Северна Македонија. Пратеникот има уставно право да решава според неговите убедувања. Број 2, формата, дури од ВМРО опозицијата една година и пол тоа користат, формата е дали ќе оди ќе гласа, дали има нема да учествува, дали нема направи форум, така како што тие делувале цело време, па вие знаете колку време опозицијата не влегува кога сме имале од ковид болни. Ако тие као опозиција дозволува онлайн да имаме ние можност, јас онлайн ќе се приклучев. Јас не се чувствувам. Тоа за кое што беа против, вие велите сега би им дошло добро дошло. Како со скафандер што да, им се враќа како бумеранг, се бунеа велеа дека биолошки тероризам кога дојдоа со скафандери да гласат за. Ама и онлайн можевте да се исклучите, немате интернет. Не, можев, значи јас проценив дека така е. Значи јас прифаќам дека можело и сега и јас можело вака, можело така. Но не е битно формата. Битно е дека пратеникот Касиот Режепи гласал, го искористил неговото уставно право, загарантирано, да си одлучува според неговите убедувања. Дали е тоа во колизија со желбите, со аспирациите, што се многу легитимни на опозиционите партии да доаѓат на власт во оваа форма, тоа е друга работа. Но да зборување и шпекулации на некој начин со сребро и така натаму, доколку тие така функционирале. Видете, јас сум прв пат како пратеник, година и пол. Господин Николовски има некои мандати и делување во политика. Јас 7 години сум во политика прв пат. Доколку тие такви методи користели и зборуваат искуство,
Ја не му се мешам. Што може да го реши проблемот и да... Меѓутоа, зарем мене некој да ме оценува или треба да ме плаќа за Европа и за НАТО? Сите што ме следеле во мојата активност политичка, но Столе, вие ме знаете и кога сум бил... Да, во Индија и Национален демократски институт. Значи, од 94 навака, значи, ова се каузите, ова се работите за кои сме задлагале. Фала Богу, во НАТО влеговме, сега имаме шанса да го продолжиме процесот за Европска Унија и беше многу клучен момент. И го повторувам пак, доколку се случеше тоа да падне ова влада и да се формира некоја комбинација непозната, не знам, со левица, без левица, малтинска, така натаму, гарантирам дека шансите за датум ќе беа нула. Сега имаме шанси да му дадеме шанса на процесот. Кој ми кажа? Ми кажа во разговори, во информации, размена на мислења, исти дипломатски представници, исти колеги политичари, сум имал комуникација и со лидери на партии, околу сите работи. Рековте, Беса порано комуницираше почесто со Американската амбасада, сега не. Дали вие комунициравте? Непосредно пред ова со Американската амбасада? Не зборам Беса, значи била во редовна комуникација меѓу едни од... Средби, еве, не комуникација. Да, меѓу едни од focal point, со контакт point со нив сум и јас, во овој период исто така сум комуницирал. Не знам другите дали комуницирале. За ова сте комуницирале со Американска амбасада? Па сме разговарале, сме разменувале, значи, информации и мислења околу новонастаната ситуација. Непосредно пред седницата? Па во периодот, значи, после вториот изборен круг. Подписите кога беа? Сум бил во комуникација и во размена на мислења и консултации околу сите движења, реков до моментот на оставката, одложувањето на оставката, Желино и така натаму и сите околности. Само одлучите вака да постапите? Но и ангажирањето големо на Соединетите американски држави на следната последната година, и вие знаете, нели, сега ќе биде господин Ескобар, специјален патерник за Балкан ќе дојде во декември. Значи, големата активност нивна и заложеност за да се надмине проблемот со Бугарија и од другите значени европски земји, значи им донесе до тоа дека веќе се работи максимално и дека треба да дадеме шанса на процесот, а да не со еден удар да направиме експеримент. Работевте долго време во холандската амбасада. Тие комуникации остануваат, не се забораваат. Од холандска амбасада ништо мокна држава во Европската Унија, па и во светот, еден од најсилните партнери, например, на Соединетите американски држави. Дали со нив комунициравте? Значи, сме во редовна комуникација, сум бил во комуникација, последно со господинот амбасадор бевме по повод независноста, се сетавме во резиденцијата на председателот Пендаровски, имавме таму подолг разговор околу овие теми во тој момент и со сите дипломатски представништва, имам контакти со позначените, а со холандската амбасада не сме имали официјална средба последно време. Не се сеќавам кога, но ова беше последниот... Марк Руте не ви се јави, тоа дефинитивно. Не, со господин Руте немав средба, не се јавува директно главниот, се јавува другите. Ова со парите, за да докажете дека треба да го отворите телефонот, еве сега, ако имате пораки со закани, ќе кажете од кој се праша еден? Значи, еве, тоа сум го кажа и сум го кажал во други прилики. Значи, телефоните ми беа затворени, освен го уклучив телефонот во моментот кога оплодував видеото, кога снимав и оплодував за пораката, дека сум добар. Кога се заврши целата приказна, целата случка и, значи, се затвори седницата, јас го отворив тоа телефонот и почнав да одговарам на сите пораки на пријатели и на семејството. И таму видов дека имаше и во текот на денот пораки со заканување, со притисоци. Некои од нив и закана по живот, кои се пријавени. Познати луѓе или непознати? Наши луѓе не се јавни личности од политички партии, но еден од тој случај, значи, е профил реален, значи на Facebook. Не, пошто не знаете, обично ова со фейк профили се прави. Значи се дрзнали со реален профил и мислам се постапува по таа прилика. И денеска, значи, гледаме, значи, ја читам и коментари така натаму, во тој правец, мислам дека ќе спласне, ќе разберат дека ова било едно демократско право, моје убедување, кажа господинот од Битола, или не знам од каде, како
може да влезе во влада, ја не влегувам. Јас сум во таа влада и останувам, продолжувам. Јас бев за континуитет, за развивање на тие процеси за кои сме се залагале, за евроинтеграциите, но и за другите реформи што зборувавме во судство и така натаму се поврзани со поглавјата за подобар живот на граѓаните. За Во листингот Мисет Кол, ви се јавуваше Мицкоски? Касами, немам кога го отворивте телефонот? Да, господинот Ве барале се? Касами, да, ме барал господинот Касами, генералниот секретар, нема. Од ВМРО да никој не е барал? Мислам дека има од Николовски мист кол тој ден наутро, не сум сигурен. Од Дуи? Нема зашто да ја барате. Они претходно може да ја барале. Од Дуи ме бара, значи, претhodно пред поднесување на подписите, дури ние, пошто решивме тој ден да не кажеме за никој, и ми се јавува колега, ме прашува, вика, дали си и ти подпишан? Ја викам, за какви подписи зборуваш? Пошто ја го држам зборот на тоа што ќе бидам договорен. Работата е што тука некој друг се договори и не знам зашто се договори и кои се причините. Тоа повеќе сега ме чуди после од кога се заврши целиот процес. Ја излегов со статус, прво му пишав на господинот Касами и на господинот Ходжа. На Касами му реков, бирај место и време кај да се видиме, пошто по тоа беше многу загрижен, да му објаснувам или на крај да му дадам шанса да ме слушне дали сум киднапиран или не, нели, пошто како тврдеше дека не верува. За жал, он ден денеска не ме контактираше, значи он е спремен да зборува и да комуницира и со други политичари во минатото кои го навредиле. Ја како најблизок соработник, како човек што го фалеше и сите го фалеа во локалните избори како најгласниот пратеник на БЕСА во собранието, он не најде содно да ме слушне барем и приватно. Он одбива на иницијативата на мој колега од председателството за да свикат органи и јас да реферирам. Значи, само ме исклучија и се плашат да структурите да ја дознаат целата вистина околу слушувањата. И ја апелирав да не се брзат, тие инсистираат дека ќе излезат од влада, тоест дека излегле и на некој начин прават штета и покажуваат неодговорност према структурите и луѓето кои година помалку од година се на функции или на работни места. Ова со Дуи трчисти ме кажавте што зошто ве барале, според вас они не знаеле. Во денот не ве убедувале, не ви платиле, не ве во денот на гласањето не ме барале. Дуи предходно сме имале значи средби консултации со господин Меджити, со господин Али Ахмети, Артан Грубит заедно со колегата Басри Байрами сме разменувале мислења со председателот на собранието и така натаму. Нормално е во вакви околности Байрами ќе остане со без или со вас ќе ви? Сега виде да треба него да го прашате. Бил исклучен телефонот, проверив исклучен. Он колку што знаме надвор од државата по известно време, го чекам да се врати, многу добар пријател, значи бил поред мене и со голема поддршка цело време и према нему имам обврска за да му ги објаснувам во подетали некои од околностите. Во секој случај чекам да се сетам со него. Во БЕСА што се случи се или статус кво е? Значи БЕСА ме исклучи и не сум во тек, нели, дури затвориле и седиштето со катанец, што е срамно, во Скопје, за да не можам да имам прилика јас или другите да направат состаноци, собери со структурите за информирање. Видете, тие на место да направеа механизам јас да ги информирам што повеќе луѓе од структурите, накрај да решат, тие го заклучија седиштето во Скопје. Сада да се случи, вие бевте најжесток поборник за дали БЕСА да си остане со алтернатива која се разделувавте со Гаши, сега можеби пак ќе влезете со алтернатива, ќе станете дел од алтернатива. Значи до моментот додека мене официјално ја не сум добил писмо и органите не ме исклучуваат, до тогаш јас делувам и сум пратеник на движењето БЕСА. Во моментот ако тие тоа го и дури групата на пратеници подпишуваат барање дека јас не треба да бидам во група со нив, ќе делувам како независен. Значи немам планови на пристапување на некоја друга политика. Или во Дуи, можеби не. Значи сум независен, ќе бидам независен пратеник и ќе го исполнам тоа што бивам како брска према. Вашите приврзаници ќе добијат ли нешто во со новиот мандатар, со новото мнозинство? Ќе барате ли нешто за нив? Затоа што за алтернатива да го информираме, да ги информираме слушателите колку е вистина. Не знам, меѓутоа ова се шпекулациите. Наводно многу висока цена поставиле. 3 министерски места, 39 директорски места.
вработување или по договор на дело на 1000-2000 луѓе во наредните 2 години? Повелете. Значи, луѓе, мои пријатели и колеги од партијата, кои дошле, пристапиле во партијата преку контакт со мене или се би дел од структурите. Да не бара и Реджепи министерско место, тоа ми беше Тие прашање. ме комуницира и јас на нив сум кажал, дури сум разговарал со премиерот Заев и со господинот Ахмети и сум барал независно од одлуката на БЕСА како субјект да не бидат оштетени луѓето и ќе се борам до последен момент на нивниот статус да се регулира, што се однесува до алтернатива, нивно право како субјект нели да преговара, да Ама бара. изгледа дека од БЕСА подобри преговарачи се. Ќе видиме како ќе. Тоа ќе видиме на крај, не сакам да дам информации да не наштетам на процесот, се надевам дека тие ќе бидат веќе дел на мнозинството, како што и тие решија и вчера да ги продолжат разговорите. Нормално тие постапуваат паметно како политичка партија, не се префулуваат, не скокат од една на друга страна преку ноќ, туку прават еден процес на дебати, на дискусии, но мислам дека е завршена работа и со нив, дека тие се дел на мнозинството. Што правиме ако нема датум за преговори? Ќе го напуштите ова мнозинство затоа што сите карти ги фрливте? Значи, еден од главните На таа маса. Да, еден од главните причини беше работата на датумот, нели сега зависи од формирањето на владата во Бугарија. Не мора да знаеш ако нема на 14 дека нема да има во други. До кога ќе чекате? За да му речете на Мицкоски одиме на ново мнозинство. Мислам дека треба да се даде шанса на овој процес во овие месеци кои се критични и во кои се очекува дека ќе се скрши значи мразот и конечно ќе започнеме со преговорите. Сметате и вие дека Дуј е главен проблем? Неговото долго владење или Секое долго владење, значи, нели има и своји аномалии, но Дуј од голем проблем во повеќе случаи се докажала дека е голем решител на проблемите. Решение. Од друга страна, гледаме дека опозиционите политички партии не најдоа за сходно да направат фронт за кој ќе ги на некој начин ќе им биде опоненција силна, но што имаме префрлување од еден во друг круг. Сега пазете, БЕСА беше со СДСМ, претhodно беше Алијанса во влада, па излезе, па после алтернатива беше, па излезе, па тие формира опозиционен блок, не сака нас да не вклучат, ние направивме со СДСМ, направивме мнозинство, бевме значи детерминички фактор. И сега со Дуј сега излегуваме ние во опозиција со Алијанса, тоа е БЕСА, алтернативата доаѓа. Сите овие акробации, додека Дуј држи една конзистенција и значи цело време, дури има и креативност и понуди, а ние опозиционите партии единствена понуда е да падне Дуј. Имам уште 2-3 минути. Ви значили нешто е една фотографија сега ви пуштија. Муса Джафери и Аријанит Хоџа заедно. Са овие јавно глумите едно, не знам што се случува. Заедно се сликани во некој ресторан. Па сега не знам што да коментирам. Многу право е него можеби приватно да се сретнат, да пијат кафе. Да не ги убедуваат, се не знам Муса дали е добар со Ахмети да излезе или да влезе повторно да се врати или за предвремени. И колку тежи Кастриот Реджепи? Не колку зел сега сребро, туку како имот, има едно такво прашање. Како имот? Трик прашање, добро. Деме, колку сребро зел за трансферот? Видете, многу е лесно, значи животот ние не сме за ДДБ. Сте покривале хипотеки, долгови, значи може да се коцкарски, вакви, такви. Не сум се коцкал никогаш, значи сето друго е јавно достапно за секој јавен функционер и за пратениците може се види мојот имот кој бил и кој е и кој ќе биде. Ова со салафистите, тоа го демантиравте. Заради брадата дека сте на тие по радикални групи кои што го пропагираат исламот. Имаше значи секакви теории, да ви кажам право, ова не сум јас слушнал. Имаше некои други теории зашто која била уцената. Мислам нема врска, секој си има право лично гарантирано по устав да практикува и да биде верник и да практикува, а за надворешниот изглед да не збориме значи колку се слободите и имаме све различни. Има чудни работи тука.
сте биле блиски со турците, алтернатива, Беса, нели Беса која се формираше. Турците биле против Заев сега, а вие, ако сте блиски со турците, тогаш ќе го поддржавте Мицкоски. Сега мислам, многу работи се измеша. Да, има, толку и самите теории на конспирација се судурат една со друга и спаѓа на крај дека се докажува дека не се доистинити. Јас ви благодарам за разговорот. Што да ви кажам друго? Да сте живи и здрави, да нема проблеми во парламентот од типот на 27, што и да се случува да биде на мирен начин. Вие одлучувате по собствена совест, дали ќе бидете независен, дали ќе преидете во алтернатива, дуи ќе останете во Беса, тоа си е ваша одлука. За крај, имате ли некоја порака? Само да ми не кажавте или тоа уште кај пријател сте биле, тие страшисти ни работи, тоа не е. Да, прашаат, значи, кажав, кај во стан на пријател сум бил во Скопје. На оваа одлука да ја донесете, кој влијаеше? Сопругата, вие самите, Значи, родителите, брат, сестра, или некој од директно странците ви се јави? Решив јас во основа на сите анализа на сите работи, информации, околности и со разговорите со Спасовски сте се слушале претходно, во тие клучни моменти, часови, дали некој од СДСМ ви се јави, Заев, например? во тој ден не. Наредниот ви се јави? Се извинувам. Значи, наредниот ден имам комуникација со повеќе луѓе, да. Кастриот Реджепи, пратеник на Беса или независен пратеник? Ке видиме. Благодарам на поканата. Дали договорот и вашата одлука важи ако Заев се замине? Еве сега веќе на 12 не е дефинитивно се врзано, заминува. јас го спомнував господинот Заев како личност која ги створила ова, ги организирал ова мнозинство, значи, пошто и во функционирањето, не одува се мед и млеко, тој ги надминал. Јас сум убеден и дека господин Заев ќе продолжи како премиер уште известно време, додека не се стабилизира ситуацијата и околу преговорите, но и околу мнозинството и функционирањето на институциите. Неблагодарно е сега да поднесе оставка, не верувам дека со автоматизам по избора на новиот председател дека и тој ќе биде и нов мандатар. Тоа е ваше мислење. Кои се прифатливи? Димитар Ковачевски, кој се спомнува? Максим Димитриевски, Шилегов не сака, Стефан Богоев. Како име повеќе што се господинот Ковачевски го знам пошто е заменик министер за финансии. Јас сум член на комисијата за буџет во собранието и сме имале соработка како такви, така да го познавам и мислам имам добро мислење за него. Реджепи, Кастриот Реджепи. За Кастриот за крај сакам да ве прашам. Може да се каже дека го имате вие истиот проблем со Гоце Делчев? Со Кастриот. Значи, има дискусија Затоа што нели христијанин бил или значи, идејата е битна зашто се борел. Има дебата. Може да ни помогнете, можеби. Има дебата, но тој е значи голем Херој за албанците и така да значи голем број тој се почитува и на 500 години. На вас ви го спорат србите, не знам, и македонците ви го спорат или не? Па нема толку, значи има не е како Гоце Делчев. Да, не до тој степен, но сепак има и тука дебата. Видете, историјата секогаш има дебата. Ама името таму ви има 500 годишнина на неговата смрт беше 68 кога сум роден и затоа да, името и син ми поголемиот му е името Ѓерч Кастриотич, што е името на Скендербег. Стадион. Емисија за вашата вистина.